Пациентите кои поради неопходните терапии мораат да одат на физикална терапија во општата Кочанска болница се пожалија во Канал 8. Велат дека персоналот работи одлично со софистицирани апарати за сите потребни терапии, но недостасуваат услови за работа. Нема грејење во ниту една просторија, а со оглед на специфичноста на терапиите за кои пациентите треба да се без облека, проблемот со грејење итно мора да се реши. Оти наместо да се лекуваат, под вакви услови повеќе смрзнуваат и се враќаат уште поболни. Условите во кои работи персонал се недоволни, добро организирани од страна на службата која ја вршат, меѓутоа работата која се обавуваат е добра, а пациентите силом околностите се принудени да бидат задоволни, а условите за кои ги обслужуваат пациентите се недобри. Што значи недобри? Недобри, нема услови за работа нормално да бидат услужени самите пациенти. Многу е студено, на овие температури недоволни за работа на самите стручни лица кои се тука одредени да ја вршат својата функција. Освен пациентите, смрзнуваат и вработените медицински сестри. За сега проблемот го решаваат со покривање на пациентите со кебиња. Се греат на една греалка, оти пред 2 дена непознати крадци влегле во просториите и им ги зеле другите 2 греалки на кои се греале дотогаш. Крадците за среќа друго не однеле ништо, апаратурата ја оставиле. Директорот на општата болница Дејан Апостоловски ја потврди информацијата за украдените предмети од физикална и додаде дека за околу 2 месеци се очекува да се реши проблемот со грејење, на тој начин што физикална терапија ќе биде преместена во просториите каде што сега се наоѓа диализата, а диализата ќе биде преместена во простор на кој моментално се работи, а тоа е стара физикална. Со тоа и трајно ќе се реши проблемот со недостиг на услови за работа, а вработените медицински сестри ќе имаат подобар и поширок простор за работа и за услужување на своите пациенти. Инаку на физикална терапија лекар од Кочани нема, туку секој петок доаѓа доктор од Кратово кој ги прегледува пациентите, им дава терапии и извршува контроли. Вака, во импровизирани услови за работа, вработените и пациентите се од почетокот на летото, а ќе мора да издржат уште 2 месеци кога ќе бидат преместени.